Локалната самуправа од виничките комуналци бара 100% работа. Од сега наместо на дел, комуналниот отпад ќе го собира од целата територија на општината, вклучувајќи ги и селата. Имајќи во предвид дека покриеноста во општина Виница со изнесување на комуналниот отпад во градот Виница, како и населените места, се некаде околу 68%, 69%. Значи, една од целите на овој план е да се овозможи собирање на комуналниот отпад на целата територија на општина Виница. До сега со дел од отпадот граѓаните се справуваа сами, што за нив значеше проблемно и нервоза. Сега нивната мака ќе биде одговорност, но и главоболка на јавното предпријатие. Имено комуналците сега ќе имаат 30% повеќе работа, а бројот на вработени и опремата ќе им остане ист. Па прашање е како тие со новите обврски ќе се снајдат. Ќе набавиме уште едно возило половно и така да со набавката на тоа уште едно возило ќе бидеме целосно опремени и во можност да го собираме отпадот од сите населени места од цела општина Виница. Проценките говорат дека во моментот во Виница се депонираат околу 12.000 метри кубни отпад, од кој 5.000 е комунален, а 6.100 комерцијален отпад, додека околу 240 метри кубни се пластика, метал и стакло. Од тука, освен собирањето, за Виница се поважно станува и селектирањето на отпадот. Можам да ги пофалам граѓаните дека се совесни. Да, тие го селектираат отпадот. Значи пластика, односно пет амбалажата ја стават во контејнерите кои се наменети за таа мрежа. Знаете, тие се обични мрежистите контејнери преpoznати во сите градови во Македонија и можам да ги пофалам граѓаните дека го почитуваат законот во врска со селекција на отпад. Инаку планот за управување со отпад е финансиран од локалната самуправа на Виница, која од општинската каса одвои 150.000 денари. Неговата примена ќе почне годинава, а ќе се реализира во наредните 3.